Празниците поврзани со еден од најголемите христијански празници Великден придонесоа Струмица да подзаборави на пандемијата со COVID-19. Дуќаните се преполни, по улиците раздвиженост, а овоше и зеленчук се продава речиси на секој тротоар во централното градско јадро, кој ќе надополнуваат тридневната великденска трпеза. Струмичани кои ги анкетиравме, велат дека великденските празници генерално ќе ги поминат со семејствата, но во духот на христијанството ќе бидат дел од светите литургии во еден од храмовите во градот, како и манастирите во околните населени места. Исклучиво дома, ние сме пензионери со сопругата и не планираме да одиме никаде. Посета на храмовите за Великден? Тоа ќе видиме како ќе се чувствуваме. Ми дома лагаме да се подсетаме. Попопчева сме ние. Лагаме крамо да се подсетаме, сега ако не пуштат. Дома. Ќе посетаме Сеалт у наша црква. За Великден каде? Дома, стари дек може да одиме. Свештените лица велат дека портите од храмовите деноноќно се отворени. Ке се служат божествени литургии за Христовото воскресение, а како и секоја година, според традицијата, во сите православни храмови, сабота кон недела се објавува Христовото воскресение, а празнувањето продолжува со великденските литургии. Великден се смета за најголемиот христијански празник. Овој празник почнува на Велики четврток, кога пред изгреј сонце, домакинките ги појадисаа првите црвени великденски јајца. Великден е најголемиот христијански празник и посетеноста секако дека ќе биде голема, би рекол, од верниците, но сигурен сум исто така дека се наоѓаме во време на пандемија и некако ќе знаат да си го организираат времето, да ја нема она масовност како што ја имаше во претходните години, туку сето тоа да биде така разречено на некој начин преку целиот ден во саботата, во сабота и во недела, на воскресение. Од туристичките агенции во Струмица велат дека во никој случај ниту понудите, ниту пак интересот е ист како и минатите години за продолжениот празничен период. Но останува интересот за Турција, Црна Гора, но има интереси за некои екзотични места. И додека некои се на екзотика или во странска држава, Дојран е еден од дестинациите кои југоистокот го одбира како приоритет за прославување на првомајските празници, кои оваа година се поклопија со великденските чествувања. Од општина Дојран дознавам дека интерес за закуп на вили и хотелски сместувања има голем број, но општинските власти се децидни дека нема да дозволат да се повтори ланската слика. Контролите во Дојран ќе значат почитување на препораките од Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство се очекуваат да бидат во сите слободни и празнични денови. Граѓаните ќе мора да ги почитуваат мерките, но и препораките ќе мора да се почитуваат од гостителите, хотелиерите, како и продавачите на отворено во Дојран. Дојран се модернизира, разубавува во пресрет на празниците и годинашната туристичка сезона. По реализација на низа проекти покрај езерото, но и покрај населеното место, угостителите, туристичките работници и приватните издавачи на легла, кои се надеваат дека пандемијата ќе стивне, а надлежните органи ќе ги олабават рестриктивните мерки за заштита од COVID-19 и дека сепак, со почитување на одредени здравствени протоколи, годинава ќе имаат многу поберикетна туристичка сезона во споредба со минатото лето.